она што го направивме заедно со премиерот минатата година, оваа година резултатот да имаме зголемени површини по тутун, да имаме многу и млади луѓе кои што влегуваат во процесот на производство на тутун, затоа што видува дека државата е тука, партнер со нив, не ги остава сами како минатото. Заедно договараме, го штитиме нивниот труд и денес ќе имаме зголемени површини кај што очекуваме исто така сериозен род на оваа земјоделска култура. И прва година Цветан не гледам некој да го пали тутунот, да излезе да протестира, да го пали на улици, да го гори. Тие протести, Александар, беа знак на револт, во отсуство на сериозен пристап на државата, на сериозни мерки, на ставање рака на она структура која што го јадеше трудот на македонските земјоделци. Чести беа сликите на протести. И тоа не беа мали протести, тоа беа сериозни протести, тоа не само на тутунарите, немаше категорија која што не протестираше. Затоа денеска ние во овие 15 месеци сериозно се поставуваме во една позиција да ја следиме и менаџираме целата ситуација. Како да ви кажам, ја враќаме довербата на земјоделците кон институциите. Порано често се слушаше дека оставени сме сами на себе, никој не грижи, трговци ни зимаат робата за без пари, ние произведуваме, млади ми бегаат и така натака. Па не ќе не се исплати. Да, и затоа доаѓавме до ситуација празни села, повеќе автобуси полни за надвор од државата, затоа што немаше кој од министерството, од владата да застане да каже стоп, овде ќе има некој кој што ја следи играта.